Доматите од 30 до 50 денари за килограм, пиперките од 25 до 35 денари за килограм, корнишоните од 50 до 60 денари, а исто толку и карфиолот, тетовскиот граф за 200 денари за килограм. Ова се цените по кои се продаваат дел од производите на зелениот пазар во Тетово. Поради овие превисоки цени за плиткиот джеп на граѓанинот, речиси секое тетовско семејство е во дилема дали и колку да прави зимница оваа есен. Ќе се става, ма не е толку како што било порано, мало ќе стегнемо каишот. Ќе стави нормално, али мора да се стави. Што мора да се јаде, мора да се стави, нели? Тоа е традиција и ќе остане како така. Ќе ставам, немам гајле пензија, нема се, од овде тешко. Тетовскиот зелен пазар деновиве вообичаено е снабден со сите зеленчуци и овошја од годинешниот есенски род, но само потрошувачи нема. Во споредба со истиот период лани, цените на градинарските култури се повисоки, велат потрошувачите. Според нив поважно е да најдат поприфатливи цени отколку добар квалитет. Лани имало за 10 динара 15 патлижан, сега испод 30 нема. 30, 40, 50. Цене го нема полудеа. Дали времево, дали што е, не знам. Јас сум били по странство и све видов, али ова е више капит. Крај. Па година мало поскапи од лани се. Високите цени неприфатливи и за продавачите кои се жалат дека не може да ја продадат стоката, бидејќи најголемиот број од нив се прекупци кои производите ги купиле по високи цени, како што велат не можат многу да влијаат на формирањето на цените. Некои од продавачите на овошје пак сметаат дека цените на овошјето се пониски од ланските, но сепак купувачи нема. Не е лошо, ама цени се скапи. Има се бара се, ама цена се високи. Високи се. Барат сите прашуваат, некој кој има зема нормално. Тоа е друго што кажам. Моментално скапи за 50, 60. За нас стандард ептен скапи. Лани беше 30 на ова време, 25-30 годинава ептен. А како ќе биде понатаму не знам. И лани еднаш се качи, после паднал, после се жалјат тие муштерија што земат стално кај нас. Абе некни така сега како ќе биде, не знам. Скап е, према стандардот наш е скап е. 1 кило пипер луто 80 денара. Не може. Црвеното 3 кила 100 денара. Тука е највише проблемот, иначе ми сме задоволни, смеемо, зарада нема ништо. Продажбата нула е. Општина не зема мерки за да ги острани со страните тие диви продавачите. Тука е највише проблемот. Цени се волижни цени, добри цени. Не, нема што да се жале. Јефтино ми снижемо цена, ево 30 динара грози. Најефтино, никад не е било тоа. 20 динара шливе. Вообичаено цените на градинарските производи се повисоки веднаш по нивното зрејење и пласирање на пазарот. Со зголемување на понудата цените опаѓаат и тоа вообичаено се случуваше во август и септември. Но годинава тоа не се случи, а според прогнозите на продавачите не можеме да очекуваме пат на цените ниту понатаму. Се очекува ли пат малку на цените понатаму? Па не, и да се очекува, туку народ нема паре. Бога мисли, не верувам, годинава не верувам. Како што викат тие што носат, не верувам. Тешко е. Производителите на земјоделски производи кои се помалку ги има на пазарот со друга приказна. За нив маката е неисплатлива. По истите цени веќе 10 години ги продаваат производите и покрај тоа што поскапе ѓубривото, пестицидите и останатото потребно на еден земјоделец. Сумо цело ќе кажем дека се јефтини. Сепак и покрај високите цени на пазарот, според изјавите на семејствата, и годинава нема да изостане традицијата. Зимница ќе се прави, а неизоставен ќе биде и ајварот. Само домаќинките ќе треба да најдат начин како да направат ајвар без да направат прекршок по законот за јавна чистота. Имено беа најавени инспекциски контроли и казни за сите кои на јавна површина ќе бидат затекнати со палење на огнови, печење пипер и слични активности.